Почитувани, секој месец повеќе вештачко одржување на оваа власт на ДУИ и СДС ќе значи две работи. Прво, губење време, второ, уште подлабока криза. Власта се донеси и себе државата во ќорсокак. Една година лажија дека ВМРО-ДПМН прифатил уставни измени, за во петокот да стане јасно дека не само што ВМРО-ДПМН не прифатил уставни измени, туку и пратеници од владеачкото мнозинство не поддржуваат промена на уставот. Сега ДУИ и СДС ќе одат на стратегија која веќе ја кажа: одложување на процесот на гласање до последниот ден на оваа влада. Зашто знаат дека кога и да ги стават на гласање, веднаш ќе паднат и ќе нема друг избор освен распишување избори. Па така оставаат простор за владење уште некои месеци. Ова е сосема погрешна стратегија. Можеби е добра за врвот на власт и бизнисмените блиску до нив, кои профитираат од ДУИ и од СДС, но е поразителна за народот и за Македонија. Во периодот до избори, ДУИ и СДС нема да направат ништо добро. Напротив, ќе продолжат со крадење, народот ќе биде се посиромашен. Но тие забораваат дека додека крадат и вештачки се одржуваат на власт, се повеќе губат на гласови. И наредните избори ќе го доживеат својот најголем пораз. Додека ДУИ и СДС вештачки се одржуваат на власт, треба да се знае, учебната година повторно ќе започне без книги. Болните од ретки болести плачат и молат за лекови, а дечиња бараат пари за лекување преку СМС пораќи. Луѓе се убиваат низ Скопје, а МВР не може да ги најдат сторителите. Пензионерите едва врзуваат крај со крај. Земјоделците нема каде да го продадат произведеното. Младите се иселуваат. Државата се задолжува, а никој не знае каде одат милиарди евра кои треба да ги враќаат идните генерации. Време е ДУИ и СДС да ја сватат сериозноста на ситуацијата, зашто секој поминат ден со нив на власт Македонија губи. Со ДУИ и СДС секој ден сме се подалеку и од ЕУ и од добра иднина. Затоа потребни се избори, кои се единствено разумно решение за излез од кризата, а се друго е губење време. Во текот на кампањата ќе понудиме патриотско, компаративно гледано, крајно исправно решение кој ќе ги зачува, заштити и унапреди интересите на Македонија во поглед со спорот со Бугарија. Но за да го направиме тоа потребни се прво избори. Време е за избори. Време е да ставиме крај на поразите, време е за промени. Благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Да, имам едно повезано со околуставните измени. Власта билат, односно се противат на вашето барање за брзи и превремени избори. Како планирате да делувате во овој процес, да кажеме, следниот период? Дали може би се согласиле на некакви средби со представниците од власта против уставните измени, па може би да се разговара и за избори? Благодарам на прашањето, да, одлично прашање, но залудно е повторно разговараме да се среќаваме на оваа тема, бидејќи еве како што може да видите дека една година го лажеа македонскиот народ, нели велеа дека имаат повеќе од 80 пратеници, не знам ќе се гласало од многу пратеници од страна на ВМРО, сето тоа беше лага. Сето тоа беше лага и конечно македонскиот народ го виде. Не само што е лага, они постојано така и владеат со лаги, со интриги. Јас друго би порачал. Они да сакаат да се најде решение, на почетокот ќе го викнаа ВМРО-ДПМН заедно на масата, заеднички да делуваме и да ги зачуваме црвените македонски линии. Ова што го направи СДСМ и ДУИ е поразително за македонскиот народ. И да седнеме џабе веќе, бидејќи 80% од народот ова решение не го прифаќа. 80%. И затоа е потребно да идеме на избори. Тогаш македонскиот народ да даде доверба на оној што најмногу заслужува, тоа секако ќе биде ВМРО-ДПМН, и заеднички да се бараат решенија кои се најдобри за Македонија. Но пак ќе повторам, никогаш да не се погазуваат македонските црвени линии. Благодарам. Благодарам на вас, имајте убав ден.